Почнуваме ново издание на регионалните вести. Во Гостивар и неколку поголеми села поставени се десеттина нови модерни автобуски постојки. За нивна набавка општината издвоила 1,2 милиони денари од буџетот. Гостиварци кои патуваат со јавен превоз одсега ќе имаат клупи за седење и заштита од дожд или сонце, додека ги чекаат автобусите. Од денес низ градот, но и во поголемите села поставени се нови автобуски постојки, вкупно 10 на број. За нивна набавка гостиварската локална самоуправа издвоила 1.200.000 денари. Ова е најновата општинска инвестиција што денес на постојката во близина на Центарот за култура ја промовираше првиот човек на Гостивар. Беше барање од граѓаните да правиме урбанистичка опрема или автобуски стојалишта за нашите граѓани да имат добри услови без разлика кај патуваат и во внатрешната во нашиот град или надвор од нашиот град. По нашите истражувања направивме дека треба 10 урбани опреми и во внатрешно на урбанистичкиот дел ќе се стават 5 и ќе се стават и по големите села што ги имаме во нашиот град. Граѓаните велат дека секој проект на општината е добре дојден, а новите постојки ќе бидат од корист особено на постарите лица и оние кои секојдневно патуваат. Многу благодараме на градоначалникот Гостивар Невзат Бета, че тоа све има изградено, ама и ова посебно нешто многу добро е. Значање е да сите граѓани, да стари луѓе, за поштени луѓе, чека време, прилики, автобусот има, стезуваат, одаат. Значи, мисли за граѓаните нешто. И пожелуваме уште понатаму, уште подобро работи да носиме. Очекуваме, имаме нада. Новите автобуски постојки се покриени, имаат места за седење од двете страни и осветлување за патниците што ќе чекаат во вечерните часови. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. 24 лица од Тетово кои имале симптоми на грип се пријавени од надлежните служби во Институтот за јавно здравје, покажуваат последните податоци. Негативните резултати од вирусолошкиот надзор на податоците за активноста на болеста во овој период покажуваат дека активноста на грипот е се уште со низок интензитет. 24 лица од Тетово кои имале симптоми на грип се пријавени од надлежните служби во Институтот за јавно здравје. Се посочува во последниот извештај на оваа установа. Според Институтот за јавно здравје во текот на 42-та недела од 2015 година, која се однесува на периодот од 12 до 18 октомври 2015 година, во Македонија пријавени се 49 случаи на грип, со што вкупниот број на пријавени случаи оваа сезона е 82. Во оваа сезона пријавени се заболени лица од 9 извештајни единици. Најголем број се регистрирани во Центарот за јавно здравје во Тетово 24 и Центарот за јавно здравје во Куманово 16. Во останатите извештајни единици се регистрираат спорадични случаи. Како и претходната недела, најголем број заболени се пријавени во најголемата возрастна група, од 15 до 64 години, со 56 случаи, односно 68,3%. Оваа недела до Институтот за јавно здравје се пристигнати 2 биолошки примероци во лабораториска дијагноза, кои како и претходните се негативен за вирусот на грип. Имајќи ја во предвид епидемиолошката слика за 42-та недела, негативните резултати од вирусолошкиот надзор и податоците за активноста на грип во овој период, може да се заклучи дека активноста на грипот е се уште со низок интензитет во Република Македонија, посочуваат од Институтот за јавно здравје. Вакцинацијата против сезонски грип е најдобра заштита, затоа Институтот за јавно здравје дава препорака до сите лица со хронични заболувања и лица со состојби на намален имунитет да се обратат до најблискиот центар за јавно здравје или подрачна единица за да добијат подетелни информации и вакцина против сезонски грип.
Инаку во Центарот за јавно здравје во Тетово во тек е имунизацијата против грип. Вакцината чини 400 денари, а заинтересираните граѓани можат да дојдат за вакцинација секој работен ден од 8:30 до 15 часот. Средношколец физички нападнат од негов врсник и неколку други лица во близина на училиште во кое учел. Во друга ситуација, според полицијата, 6-годишно дете пешак е повредено во сообраќајна несгода. 17-годишник од тетовското село Селце, ученик во средно училиште во Тетово, вчера околу 13 часот во полицијата пријавил дека на излегување од сендвичарница во близина на училиштето физички бил нападнат од негов врсник од Тетово и уште неколку други лица кои биле заедно со напаѓачот. Тој најпрво го удрил со тупаница по главата, а потоа се нафрлиле и другите, удирајќи го со клоци и тупаници и му нанеле видливи повреди на лицето. Нападнатиот успеал да избега во блискиот угостителски објект, каде се измил и потоа се вратил на училиште. Секторот за внатрешни работи Тетово веќе располага со информации за идентитетот на инволвираните во ова нарушување на јавниот ред и мир и во текот на денот ќе бидат повикани на разговор, а по целосното расчистување на случајот ќе се соочат со соодветни поднесоци. Во сообраќајка пак повредено 6-годишно дете пешак. Незгодата се случила вчера попладне околу 17 часот на регионалниот пат Гостивар-Чегране, во која учествувале патничко возило Фијат со тетовски регистерски таблици, управувано од 40-годишен жител на Тетово и 6-годишен пешак од Чегране. Во несреќата детето здобило телесни повреди и со друго возило било пренесено во Гостиварската болница, а по окажаната лекарска помош пуштено е дома. По извршениот увид се расветлуваат причините и другите поединости во врска со незгодата. Првично причина е невнимание на пешакот. Изгоре магазин во село Вејце. 47-годишен жител на село Вешала вчера бил лишен од слобода и предаден на издржување на едногодишна затворска казна. Најверојатно поради човечко невнимание, вчера околу 15 часот избувнал пожар во помошен објект магазин во Вејце, собственост на 32-годишен жител на селото, соопшти СВР Тетово. Покрај делот покривот на објектот опожарени се и 50 дрвени греди долги по 10 метри, близу 100 метри најлон, 500 килограми пченица, исто толку количина јачмен и 600 килограми компир. Нема повредени лица или добиток, а вкупната материјална штета според собственикот се проценува на 150.000 денари. Извршени увити се утврдуваат причината и се друго поврзано со пожарот. 47-годишен жител на село Вешала вчера бил лишен од слобода и предаден на издржување на едногодишна затворска казна. Како што соопшти СВР Тетово, вчера вечер околу 20 часот и 30 минути, со соодветна судска наредба лицето е лишено од слобода поради едногодишна затворска казна за кривично дело возможување на употреба наркотични средства. По приведувањето од службеници на полициското одделение Попова Шапка, 2 часа подоцна спроведен и предаден за издржување на казната во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. Министерството за внатрешни работи утринава, постапувајќи врз основа на наредба на судија на претходна постапка, изврши претреси на доми и други простории на 3 локации, тоа во Куманово, село Отлја и село Арачиново, кај лица осомничени за извршување на кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Имено станува збор за 3 лица на возраст од 35 до 41 година, од кои едно од селото Брест, едно лице од село Отлја, како и едно лице од Куманово, за кои лица во текот на истрагата се обезбедени докази за нивна инволвираност во пружање логистичка поддршка на криминално-терористичка група од Диво населје. За време на извршените претреси лицата не се обезбедени и по нив се уште се трага, а при претрес во домот во село Отлја пронајдени и одземени се 4 мобилни телефони, 3 сим картички, како и држач за сим картичка. Пронајдените и одземените предмети ќе бидат предадени на надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
Фабриката за производство на ладно цедено масло Сан Витал од Барвеница го проширува производството. Во тек се градежни активности за изградба на нов погон со површина од 400 метри квадратни, каде ќе се произведува и полни маслото по најсовремена технологија. Квалитетот на ладно цеденото масло Сан Витал го препозна потрошувачите. Продажбата на овој здрав и еколошки производ постојано расте. Поради потребите за негово поголемо производство, собственикот на овој производ одлучи да го прошири капацитетот каде се произведува и полни маслото Сан Витал. По долгиот напор на работа на ова ладно цедено масло, видовме дека имаме добри резултати. Продажбата се зголемуваат од ден на ден. Па решивме да направиме еден малку поголем објект, кај што ќе можеме да го зголемиме капацитетот на производство и исто така и откупот ќе биде уште поголем од наредна година. Гледаме дека почина ова масло да се користат малку поактивно, значи доаѓа свеста на граѓанинот дека треба што повише да користат природна храна. Ладно цеденото масло Сан Витал се произведува по природен пат преку најсовремена технологија. 100 мг од ова ладно цедено, од сушогледовото ладно цедено масло, имаме 28 мг витамин Е. Значи, вистински витамин Е, кој што многу придонесува за срцето и за многу циркулација на крвта. Се носи, се прават посебни анализи на заситени масни киселини и витамин Е. Значи, докажани се врвни резултати дека маслото ги има толку количини на витамин Е, Ф, значи ги има Ф, многу добро за кожата е. Испитано, значи во Скопје го испитуваме. Јас сум од 92 година во Италија и таму го работам ова, сум го работел и сега го работам овдека. Таму се користи, да речеме, само странецот што користи рафинирани масла, а италијанецот, значи, користи 99% ладни цедена масла. Било сончогледово, било маслиново масло, се користи ладно цедено масло. Рафинирано масло, значи, не се користи скоро воопшто. Ладно цеденото масло се добива претежно од сончоглед, но и други растенија. Моментално сончогледот се увезува од Пелагонискиот регион. Ние го произведуваме природно, без никакви хемиски ѓубрива. На која површина гледувате? Па околу 1200 декари. Ладно цеденото масло Сан Витал може да се купи во маркетите низ земјата, но директно и во погонот во Барвеница, каде се произведува овој здрав и еколошки производ. Програмата на традиционалната книжевна колонија, која неодамна се одржа во Галичник годинава, беше целосно посветена на познатиот македонски поет, критичар и преведувач Тодор Чаловски. Во рамки на колонијата беше промовирана последната стихозбирка на Чаловски, Премостување на мигот. Животот и творештвото на Тодор Чаловски беа во фокусот на годинешната традиционална книжевна колонија што неодамна се одржа во Галичник. 15 поети, книжевни критичари и есеисти учествуваа во неколку настани во рамки на програмата: поетско читање, креативна работилница, литературен осврт. Чаловски, кој почина во јуни на 70 годишна возраст, беше основач на колонијата, единствена манифестација од ваков вид во Македонија, која зад себе има 21 успешно издание. За неговото дело, писателот Данило Коцевски вели дека е единствено по својата вредност. Поезијата на Тодор Чаловски се одликува со една вешто миксување на македонската поетска традиција со едно модерно чувствување на светот. И мислам дека таа специфика на поезијата на Тодор Чаловски му дава една посебна вредност и една посебна убавина и на некој начин го изделува од другите македонски поети. Создавањето на Галичката книжевна колонија е подвиг вреден за почит, потенцира академик Луан Старова. Треба да се прават напори манифестацијата да го прочуе Галичник како место каде што се вкрстуваат поезијата и природата, вели Старова.
Секако дека треба да се најдат сили, не само локални, туку и се надевам и републички оваа манифестација да заживее со својот полн сјај и да придонесе Галичник не само на мапата на Македонија, туку и на Европа, да стане едно вистинско свратилиште каде што се вкрстуваат поезијата и духот, убавината и илуминациите на природата. За ова голема заслуга секако има Тодор Чаловски и неговото семејство. Во рамки на колонијата беше промовирана последната стихозбирка на Тодор Чаловски "Премостување на мигот". Како новина од оваа година се востанови наградата од областа на поезијата, критиката и есеистиката. Прв добитник на признанието е поетесата Марта Марковска. Организатор на Галичката книжевна колонија е Сдруженијето Галикул. Турската полиција употреби солзавеци водени топови за да влезе во седиштето на критичната кон влада медиумска групација Коза Ипек во Истанбул. Властите требало да приложат судска наредба за преземање на контрола над холдингот. Настаните се случуваат само неколку дена пред парламентарните избори во земјата на 1 ноември. Подоцна полицајци успеале да влезат во главната сала на групацијата и да го спречат емитувањето на телевизискиот сигнал. Полицијата исто така го блокирала влезот на зградата, запирајќи ги вработените да влезат внатре. Во исто време главниот уредник на телевизијата Бујгун Тарик Торос изјавил дека компанијата не била информирана за предстојните активности. Судот во Анкара одлучи претходно оваа недела да назначи управа на Коза Ипек поради обвинувањата за учество во активностите на фетулахската терористичка организација, термин со кој властите го именуваат движењето на опозиционерот Фетулах Ѓулен. Австриските власти соопштија дека ќе започнат со изградба на ограда на границата со цел да го контролираат приливот на мигранти во земјата од соседна Словенија. Министерот за внатрешни работи изјави пред парламентот дека изградбата ќе започне за 10 денови. Словенечките власти истовремено соопштија дека се подготвуваат за изградба на ограда на границата. Премиерот Миро Черар на средбата на Советот за безбедност изјави дека доколку е потребно тие се подготвени веднаш да ја постават оградата. Лекари без граници го осудија воздушниот напад на коалицијата предводена од Саудиска Арабија врз нивна болница во Јемен. Меѓународната хуманитарна организација соопшти вчера дека во воздушните напади на коалицијата била разурната нивна болница во северен Јемен, при што настрадало едно лице од персоналот. Нигериските власти се сомневаат дека милитантите од нигериското ултраконзервативно исламистичко движење Боко Харам убиле најмалку 14 лица во напад извршен ноќта кон средата врз село во југоисточен Нигер, објавија тамошните безбедносни сили. Напаѓачите го ограбиле селото, а потоа ги запалиле куќите, а нигериската војска тргнала во потрага по нив. Исламистите од Боко Харам изведува повеќе десетици прекугранични напади токму во Дифа, бидејќи нивното упориште се наоѓа во североисточна Нигерија и оддалечено само неколку километри. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност. Утринските температури се движеа од -2 до 7 степени, а дневните од 12 до 19 степени. Утре не очекува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Утренските температури ќе се движат од 0 до 9 степени, а дневните од 11 до 18 степени. Тоа беше се што ви подготви информативната редакција на радио и телевизија КИС за ова издание на регионалните вести. Пријатно!